civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Пред себе сакала да кажам дека шарената револуција за мене представува еден вид и на лична борба, бидејќи се борев за да можам да зборувам гласно и денеска сум среќна што живеам во општество во кое што можам да зборувам гласно и да не ми биде страф да го кажам своето мислење. Пред се, бидејќи навистина бев ние како млади тогаш, значи пред 5 години јас имав 23-4 и бевме видно уплашени за нашата иднина, бидејќи не знаевме дали доколку зборуваме против тогашната гарнитура ќе имаме воопшто иднина тука. Но храброста и неправдите на кои што бевме сведоци не потикна на тоа нас младите да излеземе надвор на улица. Денот кога започна шарената револуција, ќе го паметам бидејќи бев на работа, тогаш не работев како актер, работев во книжара и го памтам моментот кога ги слушнав аболициите и потоа беше во 6 да излеземе и да протестираме и така почна секој ден во 6. Имам многу анегдоти, запознав многу луѓе со кои што делам исто мислење, кои што се борат за човекови права, за слободи, кои што веруваат во истите идеали во кои што јас верувам. И затоа ќе речам шарената револуција за мене лично е нешто најдобро што се случило во нашава модерна историја. Бев дел и од студентските протести, па така кај мене некако се споја двете работи. Сметам дека треба да се направи уште многу и сметам дека ние полека треба да продолжиме да го градиме општеството, да критикуваме кога треба да се критикува и да поддржиме кога треба да се поддржи, бидејќи треба да сме свесни за тоа каде живееме и реално и како живееме, бидејќи сметам дека ние сме креатори на нашата средина. И затоа критиките пред се треба да ги упатиме посебно сега во време на пандемија спрема нас, бидејќи сметам дека не сме се уште дозреани за да преземеме лична одговорност. Шарената револуција почна и не треба да продолжи, ама треба да продолжи во една смисла да расне како критичка мисла, позитивна критичка мисла за да се менуваат работите. Значи, според мене, мора да ги гледаме сите вредности кои што се случуваат и моментот дека јас сега зборувам гласно и кажувам што мислам, за мене е бесценет. Јас би се трудела во секој момент да го задржам тоа, зашто правото да го кажеш своето мислење според мене е најважно право. Полека разбирам како што раснам дека навистина живееме во едно демократско општество за кое што се боре на тој 12 април на улиците низ Скопје. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.